Делегација од Соединетите Американски држави и делегација од Русија 12 часа разговарале за состојбата помеѓу војната помеѓу Украина и Русија. За што се дискутирало, дали има некакви промени, дали конечно ќе се стави прекин на огнот во оваа земја. Зборуваме во продолжение со Дејана Доновиќ. Да, токму така вчера продолжив новата рунда преговори меѓу американската и руската страна. Да го кажам, составот на тимовите е ирелевантно, важно тие повеќе од 12 часа разговара, излегува оптимистички и позитивни, дека успеале да утаначат некои точки од кои беа нафрлени во оној разговор меѓу Путин и Трамп преку телефон. Повеќето од разговорот се фокусирал за Црното море. Црното море како геостратешка точка, каде што главната геостратешка точка на Црното море секако е Крим, кој го држи Русија, но од друга страна тој е прилично незаштитен ако се земе во предвид дека оној Херсонски дел таму и Одеса и целиот оној простор околу Црното море ја загрозува руската морнарица, особено што на Црното море, да потсетам, се наоѓа и земји членки на НАТО, како што се Романија, Бугарија и Турција. Путин има големи барања, а Трамп очигледно е спремен или подготвен да му излезе во пресред. Тоа е отприлика она што се шпекулира и анализира во меѓународните анализи, бидејќи ова официјалниот дел е дека зборувале, се договарале и се согласиле дека тоа е окей, дека продолжува понатаму да разговараат, за кој ќе ги утаначат сите тие работи, Путин и Трамп и официјално тет-а-тет да се сретнат и да разговарат. Но, зашто велам така, Путин ги има тие максималистички барања, практично и се немаат сменето тие максималистички барања уште од почетокот на војната. Јасно е дека Украина не смее да влезе во НАТО, нешто што Трамп рече дека ќе му излезе во пресред, но исто така и сега настојувањето на Путин да се тргне ова раководство во Киев и да се постави некое друго, бидејќи повеќе очигледно е дека Москва не се трга од оние своји желби во Киев да инсталира политичка гарнитура која по урнекот на она што се случува во Белорусија би бил под некаква контрола на Москва. Тоа се оние шпекулации кои ги слушаме. Сега ова околу Црно море е особен проблем, бидејќи Путин и руската страна, наводно, или се шпекулира, или повеќе од јасно е кој како сака да го разбере, има барања за проширување на одредени точки во Црното море, нешто што наводно американците не го одбиват како опција да му излезат во пресред, се со цел да запре оваа војна. И си имаат некои меѓусебни договори, како што се овие со минералите, зашто Трамп вчера рече дека веќе се договориле околу минералните суровини украински да можат американски компании да ги работат и соработуваат, а следното се веројатно и енергетските системи. Значи, се вратам на Црно море, наводно Русија има такви барања, не ги знам точно точките, и наводно американската страна не вели не, нешто што ја загрижи Европа, бидејќи со тоа ќе се прошири опсегот на делување на руската војна морнарица низ Црното море, бидејќи ќе потсетам од Крим кога излегуваат сега се на некој начин заградени, не може да излезат на отворено море, а вака ако му излезат во пресред на Путин американците, руската морнарица ќе има поголем опсег на делување, на патролирање и на ширење. Тоа многу ја загрижува Европската унија, практично НАТО, но Европската унија пред се. Зошто? Бидејќи тука се наоѓаат две земји членки на Европската унија. Тука е Романија и тука е Бугарија. И доколку руската морнарица може да влезе подлабоко во тие територијални води, овие две држави ќе имаат огромен проблем, а ќе има и Европската унија, бидејќи овие две држави се европски. Зато велам сад таа дистинкција која прави Белата куќа администрацијата на Трамп помеѓу каде е НАТО, каде е Европската унија, дали идните европски сили кои ги најавуваат Париз и Берлин пред се Париз ќе почне да функционираат без НАТО. Ако е без НАТО, тогаш американците им гајле за сето тоа. Можно е да се суспендира и онаа голема воена база во Констанца, каде што се прави најголемата НАТО база во светот на Црното море. Значи, многу непознаници. Едно е сигурно, американската и руската делегација наоѓаат некаков заеднички јазик на сметка на Украина, и дали имаш но и на Европа.
Дали имаш впечаток дека како се зголемуваат овие средби во однос на преговорите, како да се зголемуваат и апетитите на Русија? Практично апетитите на Русија не се зголемени. За волја на вистината, овие апетити Путин ги има од секогаш. Тој не сака независна, први да кажам, тој не ја сака, тој од прв ден се противи на Украина оволкава каква што е територијално, затоа и почна да парчосува. Го зема Крим, почна да ги зема овие 4 територии, не крие дека и Одеса би сакал да ја има како трет град по големина во Украина, особено што Одеса е важно пристаниште црноморско и сега знаеш ако не го контролира ќе има проблем да го заштити Крим. Ако ја немате Одеса под своја контрола, Крим е незаштитен и постои една од шпекулациите, опциите што можеме да ги видиме по медиумите подолго време дека е можеби една од точка на преговорите Русија Одеса да си остане во Украина, но Русија да има таму воена поморска база каква што има нели во Калининград или сега да не ги зборувам оние надвор екстериторијални воени бази што ги имаат овие големите држави пред се САД, Русија па и Британија и Франција. Тоа е една од опциите. Втората варијанта, второ што се противи Путин од првиот ден, освен таа територија, е влезот во НАТО и трето повторно ќе кажам, режимот во Киев како што го нарекува, бидејќи на Москва не ја одговара да има такво водство, раководство, председателство или не знам, што кое е прозападно ориентирано, а е против Москва, бидејќи тој сака Украина да ја претвори како Белорусија, да му биде сојузник, друга држава, своја држава, но да не е во рамките можеби на Русија, но сепак да е тие таму што се што одлучуваат да се послушници на Москва, а не на Западот. Значи тоа се некои негови планови од прв ден и тој ќе ги спроведе очигледно, бидејќи се гледа дека и Трамп е подготвен за таа варијанта се со цел да запре војната, но не од многу хуманитарни причини, бидејќи Трамп знаеме дека е бизнесмен и знаеме дека веројатно Путин и Москва ќе мора нешто да му врати. Што точно, тоа ќе видиме у наредниот период, бидејќи има многу опции што тоа па Соединетите Американски држави бараат од Русија, нели тоа е една бизнес делка, така некако го гледаме. Особено што јас и ти разговаравме пред влезот во студиото и за таа што се случи, тоа ти следното прашање. Да, следното прашање ми е се случи скандал во Белата куќа. Државни службеници разговарале на некоја си апликација која што очигледно случајно, ненамерно и не сакајќи вметнале новинар, можеби се поклопило името и презимето, не знаеме дали е ова случајно или што се случило, како тоа новинар стигнува тие на тој разговор онлайн кој што бил спроведен, разговарале за доверливи воени информации. Протекоа тие информации веќе во јавноста? Зашто станува збор? Веќе почна медиумите да вадат 5 клучни теми за кои нели се разговарало во таа група, а се сметаат за воена тајна. Сега воена тајна или не е за во јавност, а тоа е дека во таа комуникација што дознал новинарот? Новинарот првим дознал дека подпредседателот J.D. Венс се противил на ракетирање на хутите од пред некој ден, што сите нас не изненади, од нигде никаде Соединетите Американски држави почнаа да ги стрелаат хутите, не дека тие не заслужиле да ги гаѓаат, бидејќи нон-стоп напаѓаат бродови, но зошто баш токму сега, кога веќе го има Израел како жив извор на конфликт кој не е згаснат и ова со Украина никако да запренели. Тоа е една од темите. Втора тема, второ што се дозна од оваа комуникација, што е многу интересно, а е во контекст на овој разговор, јас и ти што го зборувавме, е дека има администрацијата на Трамп и самиот Трамп многу негативно размислување кон Европа. Значи, буквално не е од традиционален сојузник во сите овие децении кои сме сведоци во поновата историја, прва администрација на Соединетите Американски држави која има негативни чувства кон Европа и не е многу гајле за интересите на Европа. Европа не ја гледа како партнер и сојузник, туку ја гледа како ривал кој треба да го тргне за да се ги оствари целите. Тоа е исто така една од работите, дека има воинствена риторика внатре во администрацијата, каде што некои проблеми во светот, иако не е наведено кои точки,
администрацијата би ги решавала по оној пример воени удари и многу нема преговарање, доколку режим, некој од режимите во светот е непослушен. Мислам дека тука се однесува за Иран пред се. Иран, Северна Кореја не толку, но Иран да, бидејќи познато е дека Иран има шпекулации дека развива нуклеарно оружје, но очигледно уште не го развил, па некој од овие во администрацијата на Трамп логично размислува и веле дај да ги удриме дека немаат нуклеарно оружје, бидејќи ако направат како што има Северна Кореја, и тие може да возвратат. Па сега вие може да ја уништите државата, ама ако и тие ви вратат и вие ќе имате проблем. И едно од, можеби, новинарска забелешка, знаеме ние новинарите какви сме, дека новинарот кој е добил пораката во таа порака открил дека Доналд Трамп многу и не ја разбира военава состојба од аспект на колку е сериозна, туку гледа да направи економски дел на целата приказна, значи минералите од Украина. Значи, што сакате ви руси? Сакате ова, еве, било само запрета. Тоа отворено се зборувало на оваа средба. Тоа го коментирале, знаеш како у групите се разговара ова, секој ќе даде, па тоа не е официјална политика, се разбира. Да. Са мораме да се оградиме, јас и ти у целова приказна, ова е вест. Дека као наводно по грешка го ставиле новинарот и баш тој случајно ги добил овие пораки што ги добивале останатите функционери на администрацијата на Трамп. Ке видиме у наредниот период дали е тоа вистина, дали е лага и што точно се дознало и доколку тој новинар дознал, како ќе биде убеден тоа да не го изнесува во јавноста, бидејќи кога се национални државни воени тајни, тогаш сите опции се во игра, нели? Сега не би сакал да навлегувам и да шпекулирам како би го спречиле. Во секој случај, сума сумарум, сагата, морам така да ја наречам, бидејќи стварно трилогија, околу руско-украинската војна продолжува, се надзира дека таа може би влегува во финишот, но влегуваше во финишот и мировниот предлог и план во Израел и Хамас, па кога највеќе беше прекинут на огнот, повторно почна војна, почна борбите и се уште заклучно со ден денеска имаме воени действија на Израел врз Хамас. Значи таму не е запрена војната. Ова во Украина не е ни почната да биде запрена. Така да, ќе видиме, се извинувам во наредниот период, дали ќе успее првичната некоја цел која беше кажана, а ја паметам пред месец или два, дека примирието најверојатно ќе биде склучено за време на православниот Великден. Дали? А Великден се паѓа некаде, мислам, 21 април. Да. Дали до тогаш ќе успеат овие две страни конечно да се договорат, бидејќи повеќе од јасно е дека што ќе се договорат русите и американците, тоа Русија и Украина ќе го спроведе на терен, ќе видиме дали ќе успеат во тоа. Второ, да видиме што ќе добие Русија, а што Соединетите американски држави. Украина веројатно нема да добие ништо освен некаков мир, кој не е мала работа, но ќе видиме што понатаму и во каква состојба ќе излезе Украина, бидејќи до сега таа веќе загуби 23% од вкупната територија. И трето, можеби исто така доста важно, дали Киев конечно ќе ги спроведе тие фамозни председателски избори, бидејќи актуелниот председател Зеленски веќе нема мандат повеќе од година дена, а поради распишаната или на сила воена состојба во Украина, не може да се одржат избори. Дали ќе се создадат услови со прекинот на огнот или со таквото примирие, бидејќи има разлика прекин на оган примирие, но ајде да наречеме... Во формулацијата има голема разлика и покрај тоа што на нас лаиците може би... Види, на оние луѓе таму им е важно да прекине војната, па како и да се нарече. Како и да се вика, точно. Не само на тие највеќе, но и на нас, како што велиш ти. И да видиме дали ќе се спроведат избори, кој ќе излезе на избори, кој ќе победи на избори и потоа кој ќе седне со Русија и со Путин, конечно да ја заврши оваа приказна со Украина, доколку конечно и се заврши, или можеби се оние црни планови на европјаните кои тврдат 100% до веќе 2 месеца или 3 дека Путин не планира да запре тука, дека планира да влезе во Европа, каде треба да влезе, веќе и не знам, така да ќе видиме во наредниот период што се ќе се случува, бидејќи само на дневна основа можеме да ги гледаме работите, се што ќе кажеме за воиднина можеме да сгрешиме.
Да, и подобро е да молчиме отколку да Не, сгрешиме. нема да Благодарам. молчиме. Новинарството нема функција да молчи, има функција да пренесува вести и Да не шпекулираме. ние што Подобро. имаме ваква некоја, да кажеме, привилегија да се обидеме, да кажеме, некое наше гледање на работите, без при тоа да тврдиме дека ќе биде вака или така. Да, нема да молчиме, но нема да шпекулираме, затоа што ние овде секогаш сакаме проверено, точно и прецизно да ви ги донесеме сите информации кои што се важни. Останете уште малку со утринската програма, имаме уште неколку минути кога се дружиме во живо заедно со вас.